Почитуваме гледачи, добро вечер и повторно заедно со музичката емисија Векови ноти. И по тој повод следува музички поздрав. Група Корона. Blagi dumite
И време за најава на вечерашниот наш гостин, кој друг ако не магистр Тони Лазаров, професор во Средното музичко училиште Сергеј Михайлов, професор по хармоника. Добро вечер е за тебе, професоре. Добро вечер, мило ми е што ме поканивте во оваа ваша убава емисија. Поздрав до сите гледачи на оваа убава емисија. Ме интересира почетокот и секогаш како почна со музичкиот дел, со хармоника, класична музика или се што сакаш, тоа си го освируваш, да? Така. Јас почнав да свирам хармоника од моите своји 8 години. Како мал, почнав да изучувам сам хармоника. Имав многу желба да свирам нов инструмент. Татко ми тогаш ми купи хармоника. Почнав дома само да си учам некои така песнички. Се сеќавам на мојата прва песничка беше Ајде да бегаме мори Васе. Тогаш почнав да учам и други песнички, благодарение на мојата мајка. Таа ми пееше стари македонски песни и јас така по слух се ги фаќав на хармониката, се ги свирев и почнав да изучувам и повеќе народни песни, како што се биле на Платно Белеше, полесни некои песнички. Сношти сакав да ти дојдам, Јовано Јованке, Стевелино Мало и моме, кој беше една од најомилените песни на мојата мајка, која впрочем моментално не е веќе покрај нас и починат. Роден Штипјенец си, да го кажеме тоа на почеток. Да. Кој беше првиот твој учител по хармоника? Мојот прв учител беше професорот... Со ќе го кажеш? Да, морам да го најавам. Професорот Ристо Ангелов, наставник во основното училиште во Тоша Арсов. Тој моментално тогаш јас кога почнав да свирам хармоника, работеше во културно-уметничкото друштво Македонка. Тој со задоволство ме прими и ми почна да ми покажуваат некои теоретски работи, почетни вежби за хармоника, некои други композиции, така полека влегов во класичната музика. Потоа голема благодарност до господинот Столе Поп Димитров, кој ми предаваше музички предмет, да, во основното училиште Тоша Арсов, да. Тој толку ме засака што во секоја прилика, дали ќе биде некој празник, патронат или некоја друга практично приредба, ми уметнуваше во програмата да свирам, да се представам со некоја народна песна, со некој оро и така. Потоа понатаму во својот развој на народната музика големо значење има и господинот Благој Џоџев. Тој тогаш беше корепетитор во фолклорното друштво Ванчо Парке. Тогаш почнавме сега е во Тоска? Да, сега во Тоска. Тогаш почнавме да свиревме фолклорни народни песни и ора на игрорците, а потоа направивме и голем оркестар што ги пратевме музичките звезди како што доваѓаат што ги пратевме Наум Петревски, Виолета Томовска, Круме Спасовски, Јоко Дончев, и тоа ни беше едно големо искуство да настапувам со тие одредени музички звезди. Тоа искуство не се заборава, нели? Да. А понатаму продолжуваш, завршуваш средна музичка, факултетот го завршуваш, да го оформиме твоето образование? Да, значи продолжувам во Средното музичко училиште кај мојата професорка Наташа Петрова. Една голема благодарност и до неа која вложи во мене многу труд во изучувањето на класичната музика. Имавме многу настапи како во Штип, така и во други градови низ Македонија. Многу новогодишни концерти, јавни настапи и слично. Секоја чест твоето музичко богатство доведе до ова да ја снимаме ова емисија, да ја кажеш твојата музичка историја. Професор, имаш двојна улога. Оркестарот, односно групата Короната очекува. Да, ќе настапам и јас. Ќе се представам со неколку ора од познатиот хармоникаш Милан Завков. Почитуваме гледачи и повторно музички минути со групата Корона. Thank you.
И, почитуваме гледачи, го продолжуваме разговорот со професор магистер Тони Лазаров. Тони, ние го начнавме твоето образование, но сега веќе още подиш во Скопје. Так. Ако не се лажам. Да. Моето школување го продолжив на факултетот за музичка уметност во Скопје, од хармоника, во класата на мојот професор Воин Васович од Крагуевец, Република Србија. Тој универзитетски професор, истакнат музички педагог, со многу признани и успеси во неговата работа. Да си кажам искрено дека беше доста строг професор, од нас студентите бараше многу вежбање, многу труд, многу јавни настапи. Еве ќе споменам неколку концерти што беа во склоп на факултетот за музичка уметност, како што е концертот од 250 годишнината од смртта на големиот композитор Јохан Себастијан Бах. Потоа имавме концерт во музеот во Скопје. Потоа по повод на жената, денот на жената, на 8 март во киносалата во Скопје и многу други настапи и концерти. По моето дипломирање во 2000 година запишав одма магистарски студии кај истиот професор на факултетот за музичка уметност, кај професор магистар Воин Васович. Во 2008 година ги завршив овој вид на студии и се здобив со титула магистар по хармоника. Тој ли е последен стадиум магистер? Има ли докторска дисертација? Моментално ова е последен. Ако се овозможат некои други услови да се вработам на факултетот за музичка уметност, може да запишем и докторски студии. Љубовта останува да се надградуваш. Точно. Секако, нели да? Да. Кажи ми некои значајни достигнувања со вашите ученици. Вака, во 2000 година јас дипломирав на факултетот за музичка уметност и мојот предмет како дефицитарен предмет немаше многу кај нас во Штип дипломирани хармоникаши и јас одма отпочнав со работа во средното музичко училиште. Имав тогаш многу ученици кои сакаат да свират класична хармоника, почна многу да вежбат, да работат заедно јас со нив. Значи посетувавме многу семинари, многу работилници, почнавме да посетуваме и големи надпревари, како државни, така и меѓународни. Од меѓународните би ги спомнал позначени надпревари што сме ги посетили со моите ученици. Тоа се меѓународниот надпревар во Тревизо во Италија, потоа во бившите југословенски републики, меѓу најдобрите надпревари е надпреварот во Пула во Хрватска, во Сараево во Босна и Херцеговина и во Крагуевац, односно Србија. Таму имаме освоено доста награди. Да се пофалам дека имаме и први, и втори, и трети награди. Тоа не се само мои награди, се награди на учениците, награди на училиштето, награди на градот, а и на самата Република Македонија, што ние ја представуваме и Македонија на тие надпревари. Секоја покана ја прифаќате? Да. За надпревари? Вежбаме, се спремаме, секоја година учествуваме на тие надпревари, а со тоа и самите ученици имаат мотив повеќе да работат, повеќе да се унапредат во овој инструмент, а и гледат на нивна возраст, нивна генерација како другите деца свират и ги пренесуваат нивните знаења на тие надпревари и концерти. Овде ќе спомнам концертот со моите ученици во 2008 година во склоп на Штипско културно лето. Јас, трио хармоники, јас, мојот ученик Маријан Здравков и ученикот Иван Тренев. Тоа е што се однесува до твоите планови да се рекламираат твоите ученици и така натаму и така натаму. И сега само да те вратам на почетокот, приемниот испит. Што барате од тие дечиња за средна музичка школа? За средна музичка школа, значи кај нас средната музичка школа е поделено на два одсека. Инструментален одел и теоретски одел. Кај инструменталниот одел се бара малку по-високо знаење на хармоника, значи да имат повеќе материјал поминато, етиди, скали, полифони дела, други композиции, циклични композиции, значи мора да има некаде од прилика некоја нижа школа што викаме ние по наши. Додека теоретски одел бара повеќе теоретски предмети, каде што хармониката доаѓа како еден вид втор инструмент, каде што се изучуваат полесен материјал, полесни етидички, полесни така познати композиции што дето ќе се самото дете што ќе ја чуе, ќе се влюби во таа композиција, ќе има мерак да ја вежба таа композиција. Доколку ако му даде некоја тешка композиција и некоја, да не речам дисонантна, ќе нема мерак дето да вежба и толку да напредува. Обратен ефект ќе добие. Да, обратен ефект ќе добие. Затоа гледаме да ги стимулираме учениците да вежбат, да бидеме и ние со нив среќни, а и оните сами среќни. Почнемо гледачи повторно музички минути со група Корона. Следуваат потоа реклами
и се враќаме во студиото. Останете со нас. Професор Лазаров, го продолжуваме разговорот, се разбира, на музички план. Особено ме интересира покрај класичната музика. Хармониката знае и класика да свири, или свирачот знае. Добро, тој што ја користи хармониката. Како истакнат инструменталист себе тоа, љубоморно, пријатно љубоморно ти го кажувам, и во областта на народната музика. Така. Јас е квалитетот твој. Ќе почнам од почеток. Да. Како што кажа и претходно, јас сум љубител на народна, македонска народна музика и како мал почнав да свирам македонски народни песни и ор. Почнав да свирам така по некои приредби, во некои домашни веселби, родендени, матурски и така натаму. Почнав да имам соработувано во повеќе состави. Со сите имам пријатна соработка, со сите си имаме, што викаме народски здраво и си живееме, се почитуваме. Еден состав сакам да го спомнам, што ми е така остана мил во моето искуство. Тоа е составот со виртуозот на кларинет Александар Димков, кој и тоа е веќе починат не меѓу нас за жал, и господинот Васил Чамов, кога имавме многу ангажмани, многу свирки, многу работа во егејскиот дел на егејскиот дел на Македонија.
Таму настапувавме во убави ресторани, домашни веселби, свиравме стара македонска музика и егејски народни ора и песни. Денес, веќе подолго време, свирам во група Бекри. Мора да се ги поздравим моите колеги, впрочем и оние ги гледат оваа емисија. Тоа се Гегов Ефтим, Дејан Мицанов, Бреслиски Стојанче и Чеко Јосинов. Покрај свадбените веселби, што ги свиреме и сите други прослави, ние свиреме и во познати убави ресторани, како акустична музика. Јас свирам хармоника, колегата свире дајре, имаме гитара во составот, кавал и дајре. Така пријатна музика, тивка музика, кај што можат луѓето да се опуштат, да вечера, да ја, да биде пријатно за сите. Потоа со групата Бекри имаме настапувано на повеќе фестивали, како што се Тетовски филиграни и една од посебните на фестивали Охридски трубадури, каде земавме и награда за најдобар текст. Своевремено. Да. И сега кога зборувавме, односно вие зборевте за егејскиот фолклор и така натаму, ти значи ли нешто името Баб Чорки? Да. Тоа беше женска група која исклучиво негуваше егејски музички дел. Да. Секоја чест. Тој крај многу сакаа да слушат стара македонска музика, како што се зајди, како што се домакине, како што се, значи ние тука што ги свириме и пееме и они ја сакаат таа многу музика да слушат, али имат свои специфични егејски песни, да речеме и ора, кај што Александар Димков многу добро ги свиреше тие инструментални работи, тие песни. Заедно со, значи благодарејќи на него, бевме во Грција и свиревме заедно тогаш. Популарна егејска песна. Песна. Мирка Гинова. Да. Ела Ристе, Мирка Гинова, Мори Чупи, Корстучанки. Марија Димкова ги пее тие песни, тоа е дел од незиниот репертоар. Ние тука веќе си ги свириме тие песни по нашите свирки. Така, да биде малку шаранико. И повторно музички минути со група Корона. Oh
Кажах и пред мама, каде бе мене двајца, ако либе те излажам, по-добро е јас да умрям. Ако либе те излажам, по-добро е јас да умрям. Блажен е му тој што љуби, тој што љуби верно либе, тој бесенет камен носи и е верен дур до гроба. Тој бесенет камен носи и е верен дур до гроба. Професоре, фестивалите ти се редовна појава во твоето музичко искуство. Твое мислење, дали тој репертуар добро оди, дали треба нешто да се променува или нешто што треба да му се даде поголемо значење и признание, да речеме, од финансиско и така натаму и така натаму. Па вака, фестивали како фестивал, искрено да кажам, дека денес не се во тој ранг како што беа пред 10 години. Се знаеше кои беа најдобри фестивали. Во Лановскиот фестивал и Цветници. Тогаш од тие фестивали произлезеа многу звучни имиња, како што се денес, многу убави рефрени, многу убави песни. Денес, да кажам, во последно време имам доста многу фестивали, кои што скоро секој може да земе дел и учество да настапува на тие фестивали, но ние за да го задржиме тој критериум на ниво на фестивали, мое мислење дека треба да се направи некој критериум каде што би се оценило кој може да пее на тие фестивали со нашата македонски мелос и начин на интерпретирање на тие песни, а кој не може. Нека не ме сванат лошо моите колеги, треба да се има критериум кој може да настапува на фестивали, а кој не. Професоре Тони, секогаш вие музичарите имате своји планови. Твоите наредни. Дали е спремно сето тоа да се реализира? Па вака, моите планови во музиката се доста големи. Во најскоро време сакам да почнам да компонирам мој авторски ора, што до сега ги немам направено. Сакам да издадам CD со мои исто авторски песни и ора, може би и некои обработки од постари песни во понов аранжман. Друго, во план ми е на пролет, здравје 2018, во почетокот на мај месец да направам еден солистички концерт со моите ученици. Впрочем, Светската организација на хармоникаши ЦИА 6 мај го определи денот да биде денот на хармоникашите. По тој повод сакам да направам една така убава програма кај што нашите слушатели и љубители на убавата музика ќе дојдат, ќе посетат тој концерт и ќе уживаат во тие убави интерпретации и убави обработки на познати теми. Ќе се држиш на класиката, нели? Да, на класиката. Програмата ќе биде класична. Програмата ќе биде класична. Да. Сега меѓу прашање, дозволувате ли на твоите ученици во средна музичка да свират народно и така натаму? Да. Понекогаш, нели? А не секогаш. Не и бранам да свират народна, меѓутоа од искуство кажувам дека прво треба да вежат класика, а потоа народна музика. Бидејќи
Многу од нас колегите што почнаа премногу да свират народна музика, не завршија ни средна школа, ни факултет, па не можат сега некаде да се вработат, мора само да се бават со свирки, со весели. Значи, Така да може и негативното дело. Мое мислење дека нека си завршат тоа што треба да си завршат, а после може да свират колку сакат. Да. Професоре, хармониката Горините чека, заедно со група Корона. Вака, јас морам да кажам и ова, не ми беше во план да го кажам. Почнав со Велтмајстер хармоника, со Питабе, па потоа сменив на магистерски студии, земав Гоирини, па после друга Гоирини. Меѓутоа, во последно време ми текна тој класичен инструмент да го заменам со хармоника Роланд, што е малку не чујна во ова наше поднебје. Мојата хармоника е електрична хармоника. Покрај звуците што ги вади нели хармоникашки регистри, во неа има и инструмент, како да кажам, оркестарски бој. Пример виолини, труби, мандолини, што ме привлече тоа, еве во нашата изведба со групата, со мојата група Бекри, кога настапуваме на живи свирки, јас си го свирам контрабас на басовите и гитара, овде си свирам хармоника, мандолини и тоа многу прекрасно звучи. Си пробал ли српска документара? Сум пробал, меѓутоа малку е касно веќе во овие мои години да се префрлам од клавиатурна на документара. Почнуваме гледачи и повторно музички Evergreen од група Корона. Zapej pesna mori mome, da te čujam v novo selo, kraj izvorod, kraj lažite.
Професоре Лазаров, твоето искуство ќе рече дали нешто треба да препорачаш на тие твои ученици, помладија хармоникаши и така натаму, што треба да променат или како да станат успешни Хармоникаш. хармоникаши? Да, Тоа сакам да го инструменталист. кажам. Да. Моје мислење дека за некој да стане добар хармоникаш или добар инструменталист, треба прво да е надарен од Бога, второ многу труд, многу работа, многу љубов кон музиката, многу слушање на квалитетна музика. Знаеме дека во поново време младите хармоникаши сакаат да изучуваат повеќе стилови на музика, ќе споменам како балканска музика, тука ќе сместам балканскиот бугарскиот мелос, српскиот мелос, па и румунскиот мелос. Јас сите тие стилови ги слушам на музика, ги негувам и ми се пријатни за слушање, но сепак би препорачал да ја слушаат македонската музика, да вежбаат македонски народни ора и песни, да си ја негуваме ние самите нашата традиционална македонска музика. Бидејќи ние ако не ја негуваме, нема кој да ни ја негува. Тоа е точно, да. Ние ќе бидеме виновни ако не го оствариме. Да, значи мора тоа да што потенцираме. Може да научиме и некои други стилови на музика, нели? Меѓутоа сепак треба да си го држиме она што е наше македонско. Именно тоа. Ја спомнавте Бугарија. Ти значи ли нешто името Борис Карлов? Да, тој е еден од постарите хармоникаши, познати. Добро, добро памтеш. Да. Професор Лазаров, добро ти е познато дека ние имаме музичка академија во градот Штип. Желба да влезеш на тие музички врати? Да, мојата желба е многу голема. Јас имав разговарано и со претходниот декан и со овој декан, правиме некои напори да може нашите ученици што завршуваат класична хармоника во Штип, во средното музичко училиште, да ги продолжат овој вид на студии во нашиот факултет, што е во Штип. Да не патуваат до Скопје, да не патуваат до Софија, до Белград, едно друго да не правиме трошкови како и за домашните, така и за децата да ги малтретираме. Еве, желба ми е да се отвори овој одсек. Ја радо би прифанал да почнам да работам и таму. Тоа треба да го предложиш, сигурно си го предложил, треба на советот тоа да се реши и така натаму. Се надевам, во иднина да ќе се отвори. А има материјал за работа од средна музичка, веднаш доваѓаат на музичката академија и така натаму. Со тој одсек би се збогатил и градот Штип. Така. Моето мислење е такво. Така. А се надевам и дека и кај тебе така. Така. Дали ова приватно прашање за твоето потесно семејство ја пренесуваш музичката уметност, музичката љубов? Па да, поздрав до моето семејство. Ја пренесувам мојата музика на мојата керкичка. Таа веќе свири активно пијано, кај професорката Сашка Данева, благодарност и до неа, учествува на многу надпревари. Морам да го споменам и моето внуче од сестра која живее во Словенија и тој многу пати ќе ми се јави на телефон. Вујче, да научиме некоја песна, да покажеме некоја песна, па ја тука му кажувам кои ноти да ги свири, како да ги свири, се труди дето и тој да научи. Значи, имаме потенцијал на кој да го пренесеме тоа и натаму во иднина да ја негуваат и класичната и народната музика. Твојата драга госпоѓа знае ли да потпевнува заедно со тебе? Мојата драга сопруга, да, знае да пее, се малку е срамежлива вака во јавност да пее, а дома знае убаво да пее. Тоа е точно. Времето при крај, режија ми сугерира, професоре Тони, кажавме околу сето она што музички живот во Штип и така натаму. Мојата желба и желбата на сите вработени во студиото Ирис, да ти се множат наградите, да ти се множат учениците, да ти се множат фестивалите. Благодарам. Ќе се опробаш, веќе ти сам кажа дека на твои соплени композиции и во блиска иднина да видиме видеозапис. Да, ќе биде. Значи, благодарам за поканата што ме поканивте во ова убава емисија. Поздрав до сите гледачи, сите роднини, пријатели, нека уживаат, нека слушаат убава македонска музика. Почитувани гледачи, тука завршуваме емисијата Вековни ноти. Се надевам задоволни, се гледаме наредната недела. Пријатна вечер и го оставаме со добро здравје.